Пратениците на ВМРО ДПМН ја окупираа собраниската говорница откако спикерот Талат Џафери не му даде да зборува на пратеникот Антонио Милошевски, бидејќи пред него за реплика се јавила пратеничката Владанка Авировиќ. Скокнаа од пратеничките места, прво Илија Димовски и Владко Ѓорчев, а потоа и сите пратеници на ВМРО ДПМН во обид да издејствуваат од говорницата да зборува нивниот колега. Ја обиколија говорницата, пошто Џафери го повика собраниското обезбедување. Антонија Милошевски не сте добиле. Антонија Милошевски не сте добиле. Антонија Милошевски не сте добиле збор, одете на место. Обезбедување да се успостави ред. Илија, не мора да има, ослободете ја говорницата. Ослободете ја говорницата. Ослободете ја говорницата. По паузата од 10 минути продолжи вербална расправија меѓу Илија Димовски и Талат Џафери. Првиот инсистира председателот на собранието да го почитува изборниот законник, а расправата за Зврлевски да се стави во мирување до денот на локалните избори. Спикерот пак им порача дека ќе продолжи работата на собранието и ако биле тука да направат инцидент, тоа нема да го дозволел. Сакам да укажам уште една работа. 10 пратенички групи кои што се формирани спротивно на деловникот, така е, можете и тенџериња да донесете од дома Илија, нема проблем, па да биде поворете, пошто лупаш. Поворете, 300 пати ќе те прозивам доколку така се однесуваш, како што се однесуваш и нема никаква причина. Поворете. ВМРО ДПМН не ја блокира седницата за разрешување на Марко Зврлевски, туку Талат Џафери не го почитува изборниот законник, рече пратеникот Илија Димовски за време на една од многуте паузи. Му забележа на Џафери дека се однесувал нервозно и имал избовлив дух и дека досега го повикувал обезбедувањето повеќе отколку сите претходни председатели заедно. Прво, очигледно е дека нити тој нити парламентарното мнозинство не биле свесни и не го виделе членот 8а од изборниот законник со кој што се ставаат во мирување сите вакви постапки. Имајќи ја на памет одговорноста спрема своите политички партии и спрема владата како иницијатори за разрешување на Марко Зврлевски, кој што во конкретниот случај е ирелевантен како тема, господинот Талат Џафери и парламентарното мнозинство свесно влегуваат во кршење на изборниот законник. Од ВМРО ДПМН испратиле барање за мислење од антикорупцијската комисија за тоа дали треба да има собраниска расправа за разрешување на Зврлевски пред локалните избори. Спикерот Џафери вели дека уставните надлежности на собранието не можат да бидат ограничени со било кој закон, а најмалку со мислење на институција избрана од собранието, мислејќи на антикорупцијска.